Подобра? Малку. Маицава ми е шкртана. Веќе после неколку сати учење, ова се случува, така да морам да сменам. Тара, ја иако рекол дека правам секој ден како дейли влогови, како дневни влогови, тоа не значи дека секој ден ќе биде како дневен влог, затоа што некој што може да стане доста монотонно, односно да се повторува цело време истото, а не сакам тоа да се случи. Така да, некои од видеата ќе бидат вакви, како ова. Седам и зборувам со камера, за одредена тема, за одредено нешто. Кога нешто се случува, ќе го снимам како влог или можеби некој авантуристичко видео. Како и да е, ќе се трудам да не биде монотонно, да биде цело време интересно и ќе прифаќам ваши предлози. Така да, што и да пишете во коментар, ако ми се свиѓа, ако се сопаѓа со каналот, ќе го направам. Сега денеска за тоа што сакав да зборувам сакав да споделам една приказна со вас. Една приказна што ми се случи сега пред малку и е многу добар животен пример што не знам и како ми се случи. Јас во принцип сум човек што не сака да суди за ништо. Ама наискрено не сакам да судам за ништо, затоа што мислам дека не треба да судиш никој. Според тоа како изгледа, како се однесува на прв поглед, никој не треба да судиш. Не треба да се судите. Сите сме различни, сите се облекуваме различно, сите си имаме различен стил, ама сите сме еднакви. И се трудам во секојдневниот живот да се наоѓам во моменти каде што судам, ама се трудам да го избегнам тоа максимум што можам, значи да не судам никој. Сега имав една ситуација каде што бев денеска во библиотеката пред малку. Бев во библиотеката, си учев, си гледав моја работа, едно време помине еден човек покрај мене и ме гледаше. Ама ме гледаше чудно, као јас седам и си учам, само го погледнав пошто помина, и он ме гледаше, ама не прекина да ме гледа. Туку продолжи да ме гледа, као цело време. Ја рако застанав као малку и незгодно стана. Али окей, си продолжи човекот. После некое време пак поминува и пак се сврта на кај мене и ме гледа, ја ваков застанав. Пак си продолжи. Еднаков ми стана веќе незгодно малку. И после тоа пак продолжувам, ја си учам, си пишувам домашно, си церам моја работа и пак поминува човекот и пак ме погледнува. И као овој пат го погледнав и му реков као да не треба нешто. Работава као зашто ме гледа. Ама пробав културно што можам да го поставам тоа, за да не бидам сега како безобразниот, туку као дали е се окей, као треба нешто, као можам да ви помогнам, во тој стил најконструктивно, не сакав ништо лошо, со лоша намера. Само као ми направи вака и си продолжи. Јанаков застанав и си викам, добро, зашо ми го прави ова човек? Као дел од мене помисли као што е проблемот. Јас сум проблемот, он е проблемот, што се случува. Имам нешто на мене, имам нешто на лицето или што е работа. Помина целото тоа и завршив со учење. Се симнав долу за да излезам од библиотеката и го видов истиот човек како зборува на глувонем јазик со друг човек. Како употребува знаци за да се снајде со друг човек. И сватив дека стварил на глувонем. Дека он ме гледал уствари за случајно јас да не сум сакал да го викнам за нешто, да не сум сакал да му се обратам за нешто, пошто не може да ме чуе. Туку сака да ме гледа, за да може да знае дали сакам да му се обратам или не. Се осетив толку лошо и толку, значи, засрамено, не можам да ви обяснам. Најискрено сега кога зборувам за тоа се осеќам многу засрамено за ситуацијата. И одма дојдов до него, одма му се извинив, значи се снајдов како реков извини, ме свати и он зашто се работи ситуацијата и ми рече као no problem, го сватив тој дел, се разбравме, му се извинив премногу и си отидов од таму, ама ме остави со мислење дека не треба да го судам. Дел од мене кога помина го осуди. Дел од мене го осуди. Ама не требаше да го. Секој си има причина зашто го прави тоа што го прави. И тоа сакам да биде лекцијата во видео, на некој начин као не судете без разлика на се. Секој си има причина тоа што го прави, зашто го прави, секој си има причина зашто е таков, зашто е со одреден стил на облекување можеби, или има одредено оди, или било како. Не судете, без разлика на се. Се надам дека ова видео ќе ви остави нешто, барем од оваа лекција јас што ја научив. И наискрено сакам да ви кажам вака, да почнам некои вакви видеа кај што ќе зборувам со камера, зашто се осеќам дека така сме поблизок сум со публиката, поблиски сте вие со мене. Не знам,
Како и да е, оставете ваше мислење долу во коментари. Ако ви се свига видео, ставете лайк. А ако ви се свига поише, ставите subscribe ако не бате стајано. И исто така може да ме следите на Instagram, на Facebook, се има во description. Фала ви многу што гледавте видеово и се гледаме утре со наредно видео. Поздрав!